Уставниот суд пресеч се укинува алатката балансери вработувањата со етнички предзнак. Од сега националната припадност не може да биде критериум за вработување. Балансерот како алатка беше воведен во 2016 година за да служи за соодветна и правична застапеност на сите заедници во секоја институција од државниот и јавниот сектор. На иницијатива на претходниот состав на антикорупцијската комисија во октомври минатата година, Уставниот суд донесе одлука да го укине балансерот. Според образложението од судот, алатката ја постигнала целта и веќе се губи смислата на нејзиното постоење затоа што се судира со останатите уставни темелни вредности. Лага и манипулација е тврдењето дека Уставниот суд со својата одлука укинал права на било која заедница. Тоа не е точно. Ние сме чувари на Уставот таков каков што е. Темелната соодветна и правична застапеност е тука, во Уставот, и таа постои. Власта, која и во предизборната програма се залагаше за укинување на балансерот, подготви нов закон за соодветна и правична застапеност. Според најавите, новата регулатива треба да ги надмине недостатоците на доскорешната. После толку години на злоупотреби, да раскрстиме суминатата, градејќи институции кои не ги поддржуваат послушните, туку ги вреднуваат способните. Јавен сектор каде што млад човек со квалитет може да напредува. Како со новиот закон ќе се надминат злоупотребите од минатото? Како од една страна ќе се спроведе темелната вредност од Уставот за соодветна и правична застапеност и од друга ќе се почитува системот на заслуги при вработување во јавниот сектор? Помалку од 10 страници и 15 члена. Толкав на хартија е предлог законот за соодветна и правична застапеност. Документот го мина владиниот филтер, пошто извршната власт во јуни годинава го достави до Венецијанската комисија. Мислење се уште нема, но законот е објавен на порталот на Венецијанска. А во него се наведува дека целта на законот е да ги почитува, афирмира и унапреди соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа. Од клучните новитети во членот 9 од законот се предлага формирање на координативно тело за следење на соодветната и правична застапеност. Ова ново владино тело предвидено е да функционира во соработка со Агенцијата за административни службеници. Составот ќе го определува владата, а со него се предвидува да раководи еден од вице-премиерите. Ке членуваат и министри, по еден представник на Агенцијата, на Народниот правобранител, на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, како и на Академската заедница. Координативното тело може по сопствена иницијатива или по предлог на надлежна институција да предложи ревизија на политики, програми и планови за вработување и унапредување во јавниот сектор со цел унапредување на застапеноста. Координативното тело го следи и оценува спроведувањето на правата на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, како и состојбата на меѓуетничките односи во јавниот сектор. Врз основа на тоа, предлага мерки за унапредување на рамноправноста, инклузивноста и ефикасноста на јавната администрација. За една институција да може да вработува, ќе мора да има план. Планот ќе се прави во согласност со методологија која ќе ја носи Агенцијата за административни службеници. Подетално, планот се третира во членот 11, каде се пропишува и како ќе се осигура правичната застапеност. Распределбата ќе се заснова на процентуалната застапеност на вработените во институцијата на почетокот на календарската година, имајќи ги предвид податоците на населението од последниот попис и застапеноста на граѓаните на централно и или локално ниво. А доколку врз основа на податоци и анализа се утврди надзастапеност на припадници на одредена заедница во некоја од институциите, координативното тело е должно да предложи мерки за редистрибуција на новите вработувања, согласно методологијата. Во институциите каде што е постигната или надмината соодветната застапеност, не треба да се планираат нови вработувања по основ на застапеност додека трае таквата состојба. Со оглед на тоа што и со балансерот се правеа планови за вработување во јавните институции, прашавме во Министерството за јавна администрација што е поразлично во новиот закон, што ќе гарантира почитување на темелната вредност за соодветна и правична застапеност од една страна и почитување на принципот заснован на заслуги при вработување во јавниот сектор од друга. Според министерот Горан Минчев, на новиот закон треба да се гледа во корелација со двата закони, за вработени во јавниот сектор и за административни службеници. Со нив, како што објаснува тој, се заоструваат мерките за вработување. Посебно во рамки на Агенцијата за администрација,
каде што новиот начин на вработување ќе се следи електронски и ќе има 3 нивоа на тестирање, практично едно во агенцијата, успен испит и секако последната одлука на институцијата која што го распишала конкурсот. Но многу значено е да се напомене дека ние усвоивме и донесовме уште еден закон, каде што ја формиравме за прв пат во историјата на Република Македонија така наречената Академија за обука и едукација на јавните службеници, што значи дека и во рамки на тој закон предвидуваме 120 часа обука на новите евентуални вработени во јавниот сектор од повеќе области кои што ќе бидат предмет на испитување и тестирање од стручна комисија која ќе биде формирана во таа академија. Тоа нели е нешто слично на она што го регулираше балансерот досега? Што е поразлично затоа што и сега имаме планирање на вработувања и извештај? Во овој момент говориме за готова содржина законот која што во Венецијанската комисија. Што се предвидува во тој закон? Формирање на координативно тело, кое што ќе го води еден од заменик претседателите на владата. Во тоа координативно тело ќе учествуваат и неколку министри. Исто така ќе има представници и од Државната комисија за спречување на корупција, од Народниот правобранител, но исто така ќе има и представник од академската заедница. Што значи овој процес, бидејќи уставна категорија, го отвараме и малку пошироко. Тоа координативно тело еднаш годишно ќе дава извештај за било која институција за соодветната застапеност на правичната застапеност на етничките заедници. Што значи дека има право од било која институција да побара каква е структурата по етничка заедница на вработените во таа институција и за тоа да реферира пред владата. Но исто така во рок од 30 дена институцијата треба да даде одговор. Тоа значи повторно ќе се бара при вработување да се изјаснат граѓаните? Не, дозволете ми да довршам, значи во рамки на тоа координативно тело, кое што е во соработка со Агенцијата за администрација, тој е паралелен процес кој што ќе биде надлежна за тестирање на знаењето на евентуално новите вработени во јавниот сектор, ќе се врши овој процес. Но многу значено е по легитимирањето во законодавниот дом во Република Македонија на овој закон да агенцијата подготви посебна методологија за правичната застапеност на етничките заедници. Тоа во овој момент не би сакал да го шпекулирам, нити пак да преюдицирам каква ќе биде содржината на таа методологија. На прашање како новиот закон ќе ги спречи злоупотребите кои се случуваа во минатото, кога граѓани се изјаснуваа со различна етничка припадност во зависност од потребите за вработување, Минчев посочува дека манипулациите се однесуваа на балансерот. Во овој момент, она кое што како министерство го инсистираме е да новите вработувања доминантно бидат врз база на знаење и на квалитет. Што значи, мислам дека е дојдено време етничката припадност, иако тоа е уставна категорија, да не биде прв елемент од кој што ќе се води конкурсот во одредена институција. Туку напротив, во Македонија е дојдено време да направиме квалитетна јавна администрација, која што ќе знае да создадеме нови генерации на службеници во јавниот сектор, кои ќе го превземат на свој плеки процесот на нашиот пат кон Европската Унија, односно евроинтегративниот процес. А како новиот закон е усогласен со одлуката на Уставниот суд за укинување на балансерот, ако во образложението се наведува дека кога афирмативната акција ќе ја истрпи целта на постоењето, ја губи својата смисла. Министерот Минчев вели дека новото законско решение се подготвува со уставни експерти и дека од тие причини се чека мислење од Венецијанската комисија. Оценката треба да дојде во декември. По забелешките се очекува законот да влезе во собраниска процедура, а потоа да помине и низ јавна дебата.